Почитувана министерка, очекувам објаснување. Зошто не го прифаќате амандманот? Значи, мора, кога кажете дека одбивате некој амандман, да кажете зошто го одбивате амандманот. Дека е проект од минатата влада, заради тоа ли го одбивате амандманот? Или не е поднесен од пратеникот Реџел Исмаили? Дали сте информирана, почитувана министерка, дека во изминатиот период овдека имаме различни аршини на прифаќање и неприфаќање амандмани? Кога се работи за исти амандмани од пратеници на позицијата и они од пратеници на опозицијата, се одбиваат со различни објаснувања. Затоа барав да ми дадете објаснување. Зошто го одбивте мојот амандман? Должни сте да објасните на граѓаните. Или не е потпишан од Реџел Исмаили, па да го прифатите? Не е во ред. Значи, веќе кога сте дошле на расправа, или барем да ја оставевте заменичката, такви ни даваше објаснувања. Нешто прифати. Значи, ве молам да ми кажете зошто. Дека ќе донесе изградбата на овај автопат бенефит во тој дел каде што се наоѓа, каде што треба да биде изграден. Или ќе кажете дека УНЕСКО ви пратил писмо и покрај тоа што писмото е испратено лани, ова е 6-ти пат истиот амандман кај што го поднесува пратеничката група, уствари јас го поднесувам во име на пратеничката група, и 6-ти пат го одбивате, но меѓутоа сега имате некакво алиби, вие не го кажавте, еве јас ќе ви кажам која ќе беше вашето алиби или на заменичката, дека со писмото од УНЕСКО се запрени сите градежни работи и дека за овој автопат немало елаборат кој што треба да каже какво ќе биде влијанието на автопатот Требеништа – Струга врз животната средина. Но колку за ваша информација, не знам дали имавте оваа информација, колку е за ваша информација, постои таков еден елаборат кој што беше направен уште во периодот кога требаше овој пат да се отпочне во изградба. И тој елаборат требаше да биде елабориран, односно на оваа комисија која што сега под наводници декларативно се залага за да статусот на УНЕСКО за Охрид и Охридското езеро да се задржи на некој начин. Што работи таа комисија? Ниту сме добиле некоја информација, нон-стоп се барат прашања од Министерството за култура да дадат било какво известување во собранието, за жал ништо нема од тоа. И не знаеме зошто конкретно е сопрен и изградбата на патот Кичево-Охрид и не се прифаќа изградба на автопатот Требеништа – Струга. Не можеме од никаде да добиеме никаква информација. И вие едноставно тука доаѓате и кажувате не се прифаќа. Зошто не се прифаќа? Нема одговор. Зошто не се прифаќа? 6 пати поднесен амандман. Од капиталните инвестиции одлевате исклучителна сума на пари. Нивната реализација е 2,28, еве 30% да речем во периодот овај поменат од 2019 година. Катастрофална реализација. Кажувате дека ќе се релоцира средствата каде што сметате дека се потребни и исклучивно се потребни само за вашите партиски вработувања. Затоа што се ни одбивте. Таму каде што ние амандманите ги правиме на барање на граѓаните, се во нивни интерес, вие кажувате не, тие не се во нивни интерес, затоа нема да ви ги префатиме, ама во интерес е, како кажувате, да се зголеми средствата за фондот за инновации. Тука имате најголем интерес. Затоа со ребалансот на буџетот, вие барате, наместо 570 колку што беа предвидени милиони, сега барате 646 милиони. Зошто? Зошто плюс 100 милиони повеќе? Треба некој да се офајди, некој кој што ви излегол во пресред? За некои ваши досегашни вакви такви сделки или не знам какви услуги кои што ви се направија? Или еве да одиме за нешто друго? Со ребалансот барате повеќе средства за МАНУ. Зошто пак за МАНУ? Зошто за МАНУ? Зошто да не е за изградбата на автопатот Требеништа – Струга, кој што ќе донеси бенефит во економијата, развој на туризмот, ќе се поврзиме со Албанија побрзо и така натаму и така натаму. Зошто пак на МАНУ? Значи,
Дајте, кој ќе одбивате амандман, сакам да ми кажете зошто ми го одбивте амандманот. Благодарам.